Во месец јануари штипјани на сметката за вода ќе имаат зголемување за 5,4% во споредба со последниот месец минатата година. Ова се должи на одлуката на регулаторната комисија, која тоа го спроведува по претходниот поднесен извештај од страна на јавното предпријатие ИСР за извршувањето на неговата работа. Мора да ги почитуваме решењето од регулаторната комисија и знаете дека во оваа година беше време на пандемија. Имавме многу трошоци во однос поради забрана, а од друга страна немавме приходи поради забрана на работењето на пазарот, бањата. Само еден податок, за овие 9 месеци тие ставки што ни носија приход од 5 милиона, сега во овие 9 месеца имаме приход од 3 милиона, разлика 2 милиона. Ќе плаќаат ли граѓаните разликата од 2 милиони денари која се јавува како загуба за последните 9 месеци во јавното предпријатие ИСР? Немаме ние загуба. Ние 3 години покажуваме добивка, но како базна година е 2019, за да не работи предпријатието у загуба во наредниот период, значи изготвуваме таа базна година, ја даваме на регулаторна комисија и они со нивни пресметки врз основа на нашите податоци нормално се донесува решение и тоа решение мора да го почитуваме ние. Покачувањето на цената на водата е резултат на одлуката на регулаторната комисија. За жал, таа цена се покажува дека мора да се поскапи, некаде ние правевме пресметки, некаде 20 денари по фамилија на месец. Тоа ќе биде така и ние пробувавме и дискутиравме и разговаравме со регулаторната комисија, меѓутоа законските регулативи не обврзува да ја почитуваме таа одлука. Дури разговаравме со советниците од општина Штип да ја одбиеме таа одлука од советот, меѓутоа тоа ќе се рефлектира со казнена политика према јавното комунално предпријатие од страна на регулаторната комисија, а и повторно враќање во сила цената која што ќе наложи и наложува таа регулаторна комисија. Јавното комунално предпријатие ИСР има обврска на секој 3 години да изготвува извештај за својата работа и врз основа на тој извештај регулаторната комисија ги донесува понатамошните одлуки.